So there's challenges on the schedule because obviously we cannot build where we don't Онаму have каде access што to the имаме land. пристап до земјиштето, таму и се работи и нормално работиме со нашиот работодавач, а тоа е ЈПДП, кој што нели ни го обезбедува земјиштето и ни дозволува да работиме понатаму. Значи, малку е потешко да се каже во моментот, како што и впрочем каже и градоначалникот на Битола. Ние работиме на тоа, има и археолошки наоѓалишта на кои што се работи во моментот и од тука онаму каде што имаме пристап кон земјиштето, таму и работиме. Значи, ние се трудиме најмногу што можеме да им се обезбеди патот и да се даде патот на граѓаните што е можно поскоро. Во врска со локалните заедници, бидејќи има различни дезинформации, манипулации за кампот каде што се наоѓа и сместувањето на тие што работат на проектот. Рековте дека проектното семејство брои над 600 луѓе и продолжува да расте. Доколку луѓе ќе бидат сместени таму и на која површина се простира кампот каде што се сместени луѓето за работа. Значи во моментот на целиот проект имаме преку 2000 луѓе кои работат со нас. Тука на Прилеп Битола има околу 350 луѓе кои што се од локалните заедници кои што се вработени. Значи секогаш сме отворени и тој број ќе расте понатаму. Значи очекуваме во пикот кога ќе биде најголемата градба на патот, очекуваме на Прилеп Битола делницата да бидат околу 1000 луѓе вработени кои што ќе работат. Кај нас имајте на ум дека преку сите оние кои што работат за нас го поминуваат нашата обука за безбедност и други вештини и сите така што се заинтересирани да работат кај нас и за нас, посебно инженери и така натаму, да се обратат на hr@beuk.mk и да го испратат своето CV. Секогаш сме отворени за нови луѓе и нашето семејство да продолжи да расте. Значи во нашата работа, не знам што е точно кажано, во нашата работа никогаш не се ослободуваме до толку да остави нешто ризик по граѓаните или нашите вработени. Така да не постои ништо што работиме што е опасно за граѓаните или за нашите вработени и од тука сакам да кажам дека се прават сите тестирања кои што треба да се направат и се е во согласност со стандардите по кои што работиме. Значи не постои рудник и од тука сакам да кажам како што гледате и самите, ние носиме камен северно од Прилеп и така да не постои такво нешто и работиме според регулативата зададена во државата и со сите државни институции кои што го регулираат истото.